Колку е надвор поладно, толку во воздухот има помалку причинители за болести. Немојте да мислите дека ќе го заштитите бебето од настинка ако го чувате во затворен или притопол простор. Колку почесто го носите надвор, толку ќе биде поздраво. Бебињата до првата година од животот можат и треба да престојуваат надвор секој ден, најмалку по половина час, освен во случај кога е температурата на воздухот под -10, кога дува силен ветер, кога има магла и кога е многу влажно. Во сите останати ситуации се препорачува децата до првата година од животот да престојуваат надвор до половина час, а поголемите деца и подолго. Ако е многу ладно, поголемите деца можат додат надвор по неколку пати во денот по половина час. Ако вие го научите едно бебе да го изнесувате надвор и фактички го научите и на ладен воздух, односно на ладна температура, прагот на тој центарот за терморегулација, што работи иначе како класичен бойлер, фактички ќе се намали и на тој начин тоа дете ќе биде научено да седи надвор. Децата имаат метаболизам кој што е 6 до 7 пати поголем, побрз од нашиот метаболизам на возрастните. Во таква ситуација, они продуцираат и поголема количина на топлина. Нив не им треба толку облакање, затоа што полесно се адаптираат на пониска температура, отколку на повисока температура. Престојувањето на свеж воздух го јакне имунитетот и ги чисти дишните патишта. Постепено треба да се зголемува должината на престојот на бебето во зависност од годишното време и климатските услови, советуваат експертите. Многу е битно бебињата и децата да се вадат секојдневно на прошетки, затоа што престојот на отворено ја подобрува општата состојба на детето, расположението, апетитот и сонот. Исто така се зголемува и отпорноста на детето кон инфекции.